Амбасадорката на САД во Македонија, Анџела Агелар, е воодушевена од изјавата на идниот премиер Христијан Мицкоски дека при заклетвата во недела тој ќе го стори под уставното име Северна Македонија. Изјави таа во интервју за емисијата 360 степени. Ние често разговараме со нив преку нашиот амбасадор во Атина и во Вашингтон. Ќе кажам дека беше разочарување за раководството во Вашингтон кога председателката реши да не го употреби уставното име на земјава при давањето заклетва. И искрено тоа што идниот премиер и министри тоа ќе го направат е нешто што ние го поздравуваме. Дали ова е доволно, бидејќи Мицкоски најави дека Северна ќе биде за надвор и службено, но дека дома тој останува на Македонија. Има разлика во Преспанскиот договор. Употребата на формалното уставно име и колоквијална употреба за многу правници од сите страни кои ова одблиско го разгледуваа. Ние не сме тие што запишуваат, внимаваат на резултатот. Ке бидам искрена, САД сакаат да се покаже почитување кон Преспанскиот договор како што е предвидено. Како што реков, ја поздравуваме одлуката на идниот премиер да го користи уставното име за време на заклетвата. Се надеваме дека сите министри ќе го следат тој пример и дека потоа ќе продолжат кон идните важни собири.